Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Еве не повторно заедно. Денеска е среда и започнуваме ова наша утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Верувам дека сте добро, дека сте разбудени и дека сте подготвени за овој нов ден што Господ ни го подарува. Вообичаено читаме или спомнуваме мудри мисли на почетокот од секоја емисија, па и денеска ќе прочитам неколку текстови од пословици, значи зборови кои ги напишал мудриот Соломон, тоа е 15 глава од 13 стих. Веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето тешкотија е за духот. Разумното срце бара знаење, а безумничката уста се занимава со глупост. За натажениот сите денови се зли, ако му срцето е весело, на гозби е постојано. Подобро е малку со страв од Господа, отколку големо богатство и немир со него. Подобар е обрук со зеленчук, каде е љубовта, отколку згоен вол, каде е омразата. Гневливиот човек заметнува препирка, а страпливиот ја стивнува расправата. Патот на мрзливиот е како глогово трниште, а патеката на праведникот е разгазена. Мудриот син го весели таткото, а безумниот ја презира својата мајка. Еве тоа беа почетни мисли, напишани од раката на мудриот цар Соломон. Знаете, тој е наречен најмудриот човек кој живеел во тоа време. Господ му дал мудрост и богатство и знаење, бидејќи бил еден од најсилните цареви во израелскиот народ. Како и да е, еве, нека ова мисла не прати сите нас, почитувани гледачи, денеска, колко е можно да бидеме весели. Радост, иако животот носи болка, носи проблеми, искушенија, трауми, болести, но сепак веселото срце навистина го разведрува лицето, а болката во срцето тешкотија за дух. Нека Господ ни даде денеска ведер дух, расположено срце и мисла, така да со такви позитивни мисли да навлеземе и во овој нов ден што Господ денеска ни го подарува. Почетокот еве ќе ве поздравиме и со една убава христијанска песна. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta to.
samo ti si Bog. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Gospodar mora i planina, gospodar sveta i celog svemira, gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, gospodar neba i svetskih čudesa, gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Продолжуваме со нашата програма. Почнувам гледачи, ја следите утринската програма на радио Гласна надежта. Емисија Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте. Имаме гледачи секако најмногу од Македонија, но имаме и од странство. Така да поздрав до сите вас и ви посакуваме убав ден. Да ги проследиме сега неколкуте сервисни информации. Се наоѓаме во најубавото годишно време, веќе пролета е тука со нас и ние со неја, веќе навлегуваме во навистина топли денови, барем во Македонија. Во изминатите денови имавме релативно високи температури, спред она што ни го кажуваат метеоролозите дека ќе имаме такви високи температури и во наредните денови. Еве денеска ќе се искачи на високата температура до 29, а најниската од 22 тамо некаде во западните делови на Македонија, но во Гевгелискиот регион до 29, во Теквишијата ќе имаме до 28,
Ohridski od malce posveže od 23, Skopje isto tako visoke temperaturi 29. Evo, jutri će se zadržati takvi te temperaturi, a što se odnesu do sljedeće 3 dana, ki bidat ušte povisoki do 30 stepeni. Tako da očekujte, počtovani gledači, tamo nekada je 12, 13, 14. april, ki imame relativno visoki temperaturi. Dnevnite ki bidat znači od 23 do 30, a utrinskite ki bidat od 3 do 11. Kako je da je, uživajte v ovije topli denovi, svakako može da izlazite i vo priroda i da uživate vo toploto sonce. Što se odnesova do sostojbata napatištata, tije se suvi, odnosno se vozi po suvi kolovozi, nema podolgi zadržuvanja, ne grešite premjeni, tako da bijete vnimatilni koga vozite, nemojte pod dejstvo sekako na alkohol, bidejki, to je opasnost i za vas i za one koji se učesnici vo subrakejot. Sve pak znači se preporačova prilagodena brzina na dviženje, počitovanje na postavenata sobrakejna signalizacija i vnimatilno prvovanje sovozilata. Spomnov deka je prolet, priroda vek je razbudena, sigurno ste prošetali vo prirodi i primetuvate ima mnogo rastenija koje vek je bujat, posebno vi koji ste ljubitelji na prirodnite resursi kojeg ima kako što je koprivata, razni cvekinja, čajevi, taka natamo. Evo, pred da pomineme naslednova rubrika, bi sakal da spomnam nekoliko ubavi informaciji, počni, se postavilo prašanje ko je najzdraviji od zelenčuk v ovoj delna godinata. Bileki pazarite veke se poveke polni so razni zelenčuci. Svi znajeme deka svežata hrana je mnogo zdrava i korisna za čovjek. Posebno zelenčuci te važat osobeno za zdrava hrana. Ste zabeležili da ušte ova poveke zgolemova vrednosta na ta zdrava hrana, kako što koga stanova zbor za ove zelenčuci, kako što se brokulata, karfiolot, keliot, prokilot i taka natamo. Za njih često pati se koristi zbor od super hrana i zašto stanova zbor v sušnost početovani gledači? Evo, ovdje spomnati zelenčuci se objediniti pod jedno ime koje glasi krucioferozni zelenčuci. Može biti to izbor je nepoznat, no evo se uvijek je objasnimo. Znači, krucioferozni zelenčuci. A tuka spagjat ušte, osve ove što gi spomnavme, zelkata, na primjer, rotkvicata, rukolata, dobrejkata, različni vidovi repke i mnogo drugi bilki netipični za našte područje. Tije se dosta zastapeni namirnici, može da kažemo, vo mediteranski od načina ishrana. Krucioferoznite zelenčuci se osobeno nutritivni, vredni kako hrana za naše to telo, za naš organizam i ima dosta niska kalorična vrednost, a od druga strane izvoreden mikronutritiven sastav kako što se znači vitamini, minerali, antioksidansi i taka natamo. Zašto tije prirodni, kako da kažem, raboti treba da gi koristime, zelenčuci? Evo, medicinata pronašla odgovor zašto se potrebni da gi koristime za našto zdravje. Prvo, borba protiv procesitena hroničata inflamacija. Vtoro, kontroliranje na telesnata težina, polesno reguliranje na krvni šeker, podobro kardiovaskularno zdravje i posporo starenje. Znači, ako koristime ove namirnici, prirodni zelenčuci, ki imame pridobivke za naše zdravje, znači borba protiv procesitena hronična inflamacije. Što je to? Znači, zelenčuci od krucioferoznata grupa su osobeno bogati izvorna navistina potentni antioksidantni komponenti utvrdeni vo laboratorijski uslovi i svega ovdje se naznačeni sve ona što tije posjeduvat vo sebe. Ponatamo, ja kontrolira telesna težina za podobro digestivno zdravje. Znači, ova gi pravi odlična hrana za dodavanje na zdravije načina ishrana pri slabenje. Rasvetljenite vlakna prestuvat hrana za korisnata crevna mikroflora
и помагат во постепеното дигестирање на храната. Понатаму, полесно регулирање на крвниот шекер, погодна храна за пациентите, значи со диабет, ако користат ваков тип на зеленчуци. Една анимална студија дошла до доста интересни податоци. Именно глувците болни од диабет кои биле хранити со екстракт од броколи имале намалено оштетување на панкреасивните клетки. Значи, знаеме, броколите се многу ефикасни и здрави, броколата е многу ефикасна и здрава како наменици и затоа пролете веќе полека ќе ги има и на пазарите. Понатаму, подобро здравје за срцето. Кардиоваскуларните проблеми се водечка причина за смртноста во нашата земја. Исхраната е исклучително важен фактор кој може да придонесе за превенирање на ваквите заболувања, кај кои неретко смртта е и првиот симптом. Повеќе сериозни научни истражувања ни дават податоци според кои може да се заклучи дека редовното конзумирање ваков зеленчук значително го намалува ризикот од срцеви заболувања. И пето, поспоро старење. Старењето е неизбежен процес, природен процес, кој е силно поврзан со оксидативниот стрес и намалената метаболичка функција. Квалитетот на исхраната се смета за еден од клучните фактори во определувањето на генетската експресија, односно активирање и развојот на болестите кои се поврзани со овој процес. Само ги спомнав овие неколку информации, зошто е потребно да јадеме зеленчуци, кои ги има на пазарите, ги има се повеќе и повеќе, така да јадеме здрави наменици, за да имаме здраво тело и секако здрав живот. Тоа беа неколку информации кои ги поврзав со овие информации кои ги кажавме на почетокот. Сега да го проследиме и утринскиот текст, значи утринската кратка порака, која наоѓаме во Библијата. Ќе прочитам текст од Матеј, 18 глава, 4 стих, еве што вели. И затоа кој се понизи себе си како ова дете, тој е поголемиот во Царството Небесно. Ова слика, верувам, ви е пред очи, почитовни гледачи, сте ја видели Исус како држи дете на крило, околу него трчкара дечења, учениците му велат, зошто тие деца се овде, ни сметаат, галамат, но Исус вели, ако не се понизите како ова дете, предпоставам дека Исус покажал и со раката, со прстот кон детето и вели, тој е поголемиот во Царството Небесно. Ајде го проследиме сега и коментарот. Спасителот не го презира образованието, зашто кога со него управува Божјата љубов и кога тој се посветено на неговата служба, тогаш облагоредениот ум е благослов, но тој ги заобиколил мудрите луѓе на своето време, бидејќи тие во толкова мера биле самоуверени што не можеле да сочувствуваат со човештвото кое страда и да станат соработници со човекот од Назарет. Прво што треба да научат сите што ќе станат Божи соработници е дека е поуката за недоверба во себе си, тогаш ќе бидат готови да добијат Христов карактер. Тоа не може да се стекне со воспитувањето во највисоките школи. Тоа е плод на мудроста што може да се добие само од Божествениот учител. Исус ги избрал необразованите рибари затоа што не биле школувани со преданијата и со погрешните обичаи на своето време. Тие биле луѓе природно надарени, понизни, поучливи луѓе што тој можел да ги воспитува во својата работа. Во секојдневниот живот има многу луѓе кои стрпливо извршуваат еднолични макотрпни работи, несвесни дека поседуваат таква мог што кога би ја развиле, таа би ги изедначила со најценетите луѓе на светот. Потребен е допир на вешта рака што би ги разбудила тие успеени способности. Тие луѓе Исус ги повикал да бидат негови соработници и им дал предимство да се дружат со него. Никогаш големите луѓе во светот немале таков учител. Кога ја поминале обуката на Спасителот, учениците не биле повеќе лаици и необразовани, станале слични со него во умот и во карактерот. Луѓето знаеле дека биле со Исуса. Највозвишена задача на воспитувањето не е само пренесување на знаење, туку всадување на животната сила, што се прима при доперот на умот со ум и на душата со душата. Само животот раѓа живот.
Kakvo predivstvo imali oni što 3 godine bile vo sekojidnevniот dopir so Isusa. Повеќе од своите другари, саканиот Исус, односно саканиот ученик Јован ја прифатил силата на тој чудесен живот. Тој вели, животот се јави, а ние го видовме, сведочеме и ви го објавуваме вечниот живот кој беше со Отецот и не се јави нам. Вистина, убава порака. Бог признава понизност. Без разлика кој какви има дипломи, школувања, овде видовме во самиот текст. Меѓутоа, нажалост, тие големи луѓе со високи дипломи ја немале таа понизност што Бог ја бари. Зато го спомнува детето или децата. Ако не се понизите како деца, вели не може да го видите Царството небесно. Нека ова мисла не води и денеска почитувани гледачи. Продолжуваме повторно со песна. Би знаел ти, земја бежа ли Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам, кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеја, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам, кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надеждата. Емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Емисија Разбуди се, која има за цел да не потикне не само физички да бидеме будни, туку и духовно. И затоа ги спомнуваме овие теми кои имат за цел да ни помогнат да духовно ги отвориме нашите срца и нашите духовни очи. Физички секако ние сме будни денеска, но многу луѓе на жалост се поспани, не размислуваат за својот духовен живот. Продолжуваме со нашата програма. Следува рубриката Искуства од светот и од земјава. Денеска повторно ќе имаме едно убаво искуство од најголемата држава во светот, од Индија. Радост поради животот. Ќе ни го раскаже Шива, човек кој на еден интересен начин доживел радост во својот живот. Шива се молел само на традиционалните богови и божици во Индија. За него не постоел друг начин на живот. Тој бил изненаден кога неговата возрастна керка
Arati rešila da verova vo drug bog po ime Isus. Šiva se somneval v ovoj nov bog. No prestanal da se griži koga videl pozitivni promjeni v životot na Arata, dodeka tamu se molela na Isusa. Sepak toj sjevušte se molil samo na svojite bogovi božici. To je bil posr čovek i ne gledal potreba od ovoj nov bog. Toga Šiva teško padnal vo svoj dom. Negovata kerka itno ga odnela vo bolnica i po nekoliko denovi go donela doma da se griži za nego. Koga razgovarala so svojite prijatelji po telefon, Šiva možel da je slušne kako se moli za njegovo to zdravje. Po 3 meseci toj celosno zakrepnal. Seošte postojano se molel na svojite bogovi i božici. Potom povtorno padnal, ovaj pad bil odnesen povtorno vo bolnica i tamo ležel 15 dena. Imal skršenica na rebroto i lekarot mu preporačal celosno miruvanje. Koga se vratil doma, njegovo to zdravje počnalo da se vlošuva. Njegovata kerka Arati bila zagrižena i ga odnela vo adventistički centar za životen stil. Podgrižata na lekarite adventisti Ševa poleka pošal da ja vrakja svojeta sila. Jedan mlad čovek po ime Mark se grižal za Šiva. Šiva osobeno go cenel Mark. Bil mnogo ljubezen i mnogo grižljiv. Preko Mark Šiva za prv pat je počustoval Isusovata ljubov. Go zapoznal Isusa preko ljubeznosta na Mark. Šiva odel na bogosluženija sekoja sabota vo tekot na 4 meseci dodeka prestojoval vo centarot. To je go navistina zapoznal Isusa. To je doznal za sabotata, naučil za važnosta na dobrata ishrana. Jeden den, jedan propovednik koji bil gostin vo toa mesto odražal propoved što go doprela srceto na Šiva. Počustoval silna želba da mu go predade svojto srce na Isusa. No, kako i uobičajeno, togaš se menjite problemi mogo odvratili vnimanije to duhovnite raboti. To je zaboravil na svojata želba da žive so Isusa. Zdravje to povtorno počnalo da se vlošuva. So pomoćna doktorot adventist i Mark Šiva uspel da se vrati povtorno silata. Togaš Šiva zabeležal jedan obrazec. Sekopad kojeg je se odalečal od Isusa imao zdravstveni problemi. Sekogaš koga odel po svoj otpad pagjal ili se suočoval so drugi iskušenija. Čustoval da Isus nesaka da go pušti da se odi po svoj otpad. Se činilo kako Isus da go pokanova da ostane vo njegova blizina. V toj moment Šiva rešil da mu go predade svojeto srce na Isusa. Ja povikal svojeta kerka. Preda umram utre, podobro je denes da go prihvatam Isusa kako moj lični spasitelj, rekol Šiva. Točno 10 meseci od kako prv pat padnal, to je mogo predal srceto na Isusa. Njegovi star život bil izmenet, njegovi star život bil izmijen vodite na pokajanije. To ovoj 78 godišan maš izligol od vodata na indijskata reka kako novo Hristovo dete. Danes Šiva poveke ne mi se moli na bogoviti božicite, se moli samo na nebesni od Bog. Isus mi pomogna da prestanam da pušam i da pijam crn čaj. Podvoru sam i se čustovam zdravo i se molam 3 pati na den. To mu blagodaran Isusa što ga održal danes v život. Blagodaran sam na Isusa što kerka mi me dovede do adventističkata crkva, odnosno do adventističkého centar za životen stil, rekol Šiva. Usprotivno nemaše da go sretnam Isusa i da ja imam ta možnost da go prihvatam kako moj lični spasitelj. Blagodari me na vašte molitvi, spomnuva ponatamu Šiva, što se molite za nas, продолжити понатаму да се молите да Исусовата љубов се прошири
повеќе меѓу луѓето во Индија и низ целиот свет. Наистина убаво искуство на братот Шива, кој морал да се разболи и на тој начин да допре до овој адвентистички центар за животен стил и преку ќерката да го запознае Исуса. Еве само неколку факти пред да продолжиме со нашата емисија, почитовни гледачи. Знаеме дека главен град на Индија, Њу Делхи, се вели дека играта шах, јас лично не знам да играм шах, но знам многу луѓе кои играат шах, дали знаете дека играта шах потекнува од Индија пред 1500 години, врз основа на 7-вековната воена игра наречена Чату Ранга од северозападниот дел на Индија. Значи, оттаму потекнува играта шах, која денеска е распространета по целиот свет. Еве уште една информација. Се вели дека сарито датира од најмалку 3000 години пред нашата ера. Они што носат сари, често ја избираат бојата на нивната облика врз основа на приликата. Црвената најчесто ја носат невестите, бидејќи се смета дека ја символизира плодноста и просперитетот. Кај нас се носи бела облека, невестинските фустани, но овде гледаме дека сарита, односно црвената боја, е символ за плодноста и просперитетот во Индија. Продолжуваме повторно со песна. Misliš da si sretan, smijeh i laž na licu tvom, a tu strašnu prazninu srca svog skrivaš od sebe i kažeš dobro sam. Sad osjećaš samoću i pitaš gdje su prijatelji svi, jer ko može osušit suze sve, ko te razumije, da li negdje netko je uhvaćen na vjetru sam, kao neki list treba ti spas. Molitvu šapućeš tvoj, da te čuje Bog, a On je tu kao u snu. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, on tvoje sve rane zna. Sad navire radost, dan potiče tvoj rast, a mir prožima dušu tvoju sad, struji kroz tebe ta ljubav njegova. Bio si uhvaćen, znam, kao neki list na vjetru sam. Molitvu šaptao si, da te čuje Bog, pun milosti i ljubavi. Isus je tebe našao.
Се враќаме повторно во нашата програма, почитно гледачи, после ова убава песна. Ја следите утринската програма Разбуди се, емисија која се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Ова емисија се снима и може да ги погледнете сите наши досегашни емисии на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Следува една кратка духовна порака, едно размислување кој јас го нареков Спаси ме. На почетокот еден краток пример. Давид, еден од спасувачите, ја пребарувал куќата на исчезнатото девојче, трагајки по фотографии и неодамна користена облека. Брзо излегол откако го нашол капучето, кој кучињата требало да го надушкаат и врамена фотографија на девојчето кое држи маче. Побрзал кон шумата, им го дал капучето на спасувачите со кучињата и на сите им ја покажал фотографијата. Но кога низиниот татко ја видел фотографијата, извикал: "Ова не е мојата керка, а немаме ниту мачка." Давид бил збунет. Давид дали влегол во погрешна куќа, пронашол погрешен капот и ги пратил кучињата на погрешна адреса. Но тогаш се појавила мајката и ја исправила работата. Неодамна ја купив рамката, повикала мајката, и се уште не сум ја ставила низината фотографија. Спасувачите сепак подосна го пронашле девојчето, преплашено, но неповредено, а Давид длабоко воздивнал и почувствувал олеснување какво не доживел никогаш порано. Дали некој сте били изгубени, почитувани гледачи? Еве овие денови уназад се трага по ова девојче што е изгубено во Србија. И овој пример кога го прочитав, веднаш ме потсети на ова девојче кој се уште не е пронајдено. Меѓутоа, дали ние сме некојаш били изгубени? Може би физички, но денеска има многу луѓе кои се изгубени духовно и не можат да го најдат патот кон Исуса. Еве ова размислување ќе ни помогне да разбереме дека и сите ние сме били изгубени и нашата планета била изгубена, но благодарение на Исус Христос кој дошол на ова земја, го дал својот живот, повторно тој не вратил на оваа вистинска патека, еден ден ќе бидеме за секој со него. Дали нашата стварност е пријателска или непријателска, се поставува прашање. Лесно можеме да заклучиме дека овој свет не е благонаклонето место за нас. Земјотреси, понатаму поплави, епидемии, други несреќи земат голем данок за човечкиот живот. Ако тргнеме во пустина или на северниот пол, или да одлетаме во Вселената, нашиот опстанок е загрозен поради обкружувањето, вирусите и бактериите. Лесно можеме да заклучиме дека сме препуштени самите на себе или едноставно ние сме изгубени. Христијанството сепак смета дека од друга страна постои Бог, Бог на љубовта, добар Бог кој ни е како нежен татко, но како да го знаеме тоа? Тешко е да се поверува само врз основа на наблюдување. Библијата ни вели дека еден ден тој Бог дошол во личноста на Исус Христос за да живе меѓу нас како еден од нас и за да можеме подобро да го разбереме каков е тој Бог. Додека живеел на земјата, Исус на своите ученици им поставил интересно прашање: за кого мислат луѓето, за кого мене ме мислат? И знаеме какви одговори дале учениците. Едни за Илија, едни за Мојсија, еден од пророците и така натаму. Да погледнеме кој е Исус, почитувани гледачи. Во своето Евангелие според Матеја, во 16 глава, во 17 стих, Христос вели дека нашето сознавање треба да се заснова на Божјото откровение, а не само на нашите размислувања или прифаќање на мисли на другите. Раните христијани верувале дека самиот Бог дошол на земјата во личноста на Исус Христос. Постои такви библиски текстови. Тоа објаснување Тоа објаснува зошто во нашиот живот се вреднувало и наблюдувало во соглас со она што овој евреин од првиот век им го говорил и начинот на кој живеел. Знаеме дека Исус се родил меѓу евреите, во еврејската нација, но тој тамо растел, живеел и подоцна умрел. Поради него биле волни да се откажат од се, па дури од својот живот. Знаеме дека милиони христијани ради Исуса го дали дори и својот живот. Пред се, Исус бил човечко битие. Неговите ученици никогаш не ја
доведувале во праше неговата човечка природа. Од детството, од зрелоста, тој растел во висина и сила и мудрост, во страдање научил да биде послушен, бил гладен, жеден и уморен и ненаспиен. Знаеме дека Исус бил еден од нормалните, би рекол, еден од останатите луѓе кои живееле во негово време. Понатаму, Исусовото однесување навистина се разликувало и како дете и како возрасен човек. Но кога отпошла неговата мисија, кога навршил 30 години, тој се посветил целосно на лекување, на лечење, на храбрење, на откривање на вистинската слика на Небесниот Татко. Но знаеме дека тој наишол и на противење. Фарисеите, црковните учители, водачи не одобрувале неговата мисија и му се спротивставувале и затоа сковале завера. На крајот бил фатен, знаеме, осуден на смрт и распнат. Но сепак Исус со својот живот не спасил сите нас, почитувани гледачи. Тој го открил тој пат кој бил закриен, кој бил навистина од сите тие традиции, обичаи кои ги наметнале евреите и црковните учители. Луѓето не можеле вистински да го видат Бога. И затоа Исус ќе каже подосна: кој ме гледа мене, го гледа Отецот. Јас и Отецот сме едно. Наистина, еве ќе споменеме само неколку важни карактеристики за Исусовата мисија на оваа земја. Прво, Исусовото раѓање на овој свет било единствено, надприродно. Никогаш од тогаш до денес не се случило такво раѓање надприродно. Второ, Исусовата мисија на овој свет била единствена. Значи, Исус е наш спасител не само поради тоа што е Бог, туку и поради начинот на кој живел овде на земјата и поради она што го постигнал. Со својата служба Исус се издигнал на сите човечки пречки. Во своето учење ги толкувал начелата на Божјото царство во кое секој е повикан. Неговите дела го покажувале Божјот карактер и неговиот став спрема луѓето. Трето, Исусовиот живот на оваа земја бил единствен. Значи, никој од тогаш до денеска не живел живот како Исус што живел. Бидејќи дошол да го спаси народот свој од неговите греви, Исус морал да биде без грев. Значење тоа што ни неговите непријатели не можели да го побијат овој факт и да изнесат спротивни докази. Новозаветите писатели тоа постојно го повторувале. Исус не бил безгрешен затоа што на некој начин, благодарение на својата природа, бил над искушените. Напротив, неговите искушенија биле многу реални, тешки и сурови. Четврто, Исусовата смрт била единствена. Постојана изрека: може да се најде човек кој би умрел за добар човек, за другиот човек. Меѓутоа, не може се најде човек кој би умрел за лоши луѓе. А Исус всушност тоа го направил. Христос не дошол на земјата само да живее, туку и да умре со жртвена смрт. И покри фактот дека бил безгрешен, умрел, бивајќи одвоен од Бога со смрт со која ќе умрат непокајните грешници на крајот на времето. Понатаму, пето, Исусовото воскресение било единствено, неповторливо. Значи, Исусовото воскресение, кога и да зборувале апостолите Исусовата смрт, веднаш го додавале и фактот за неговото воскресение. Павле ќе каже: взалут е нашата вера, ако не било Христовото воскресение. Така да, еве, благодарение на Христовото воскресение, ние сме спасени, односно ќе бидеме целосно спасени кога тој ќе дојде повтор пат на оваа земја. Рековме дека денеска овој свет би бил тотално за секојаш изгубен да не дошол Исус Христос, а и денеска има луѓе, на жалост, кои се духовно изгубени. Исус ги повикува: дојдете кај мене, сите кои сте уморни и натоварени. Исусовото воскресение докажува дека смртта го нема последниот збор за човековото постојање. Постои иднина и после гробот. Исусовото воскресение е залог за нашето воскресение. Јас сум воскресението и животот кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој што живее и верува во мене нема да умре. Довекова го кажал Исус на Марта и на Марија, кога пред да Исус го воскресне Лазара, ги утешил токму со овие зборови.
I zato, dragi prijatelji, dragi gledači, ako se čувствуваш izguben, dneska je vreme da mu se vratiš na Boga. Vomisla, povikaj go, Isuse, pomogni mi. Ne znam kada se nalagam, ne znam kako da se vratam nazad. Isus će ti pomogne preko Svetog Duha ili preko čovjek, preko nekoj emisije duhovna, preko nekoja knjiga, da se vratiš nazad i da ga pronajdeš vistinski otpad koji će te odnese do Isus Hristos. Isuse, na kraj nova naša kratka tema. Ako vašto srce navistina saka da go zapoznaje Boga onakov kakov što je, ako to vi se čini nestvaren porodi ono što ste go napravili ili pokraj, to ako Bog izgleda dalečen, pogledajte u njegovi od sin Isus koji je odpečatok nad njegovata suština. Koja će go zapoznajete Isusa, možete da budete sigurni da ste go zapoznali Otec od, a da se poznava Isus znači da si ima večen život. Pilot go postavil ona vistinsko to prašanje, a što da pravam so Isusa narečen Hristos? Ako vaš odgovor bide kako i na Toma, koji je rekao Gospod moj i Bog moj, ki iskusite vistinska radost. Neka i nije v ovoj den iskusime ta vistinska radost, počtovani gledači, da kažeme na vistina Isus je Bog, kako Toma što je rekao Bog moj. Neka Isus bide i naš Bog vo našoj život. Продолжуваме повторно со песна. Da možem bar da povikam kom tebe, Gospode. No moj to srce tvrdove, a kopne po tebe. Moji te oči gleda prazno pred sebe, bez tebe. Duša van te bara, telo ne dava, ne sakam. Ako ga usnim pejat za tvoj to ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celom telo eči, pred tvoj te noze klenči, i proškam bara moli, da go pregrneš. Da možem bar da pogledam kom tebe, Isuse. No moj te oči slepi se, a kopne po tebe. I moj to srce plače, se bori za tebe, teško mu je. I duša van te bara, a telo ne saka da čuje. Ako ga usnim pejat za tvoj to ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celom telo eči, pred tvoj te noze kleči, i proškam bara moli, da go pregrneš. Ako ga usnim pejat za tvoj to ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celom telo eči, pred tvoj te noze kleči, i proškam bara moli, da go pregrneš. Isuse te sakam, Isuse te sakam, Isuse te sakam, Isuse te sakam, Isuse te
Исусе те сакам, 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 Исусе те сакам. Айде си да му запееме на Бог. Исусе те сакам, 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 Исусе те сакам. Благодарам. Библијата е голема книга, полна со големи извештаи за големи луѓе во верата. Таа е книга над книгите, единствена книга, книга што не е само најпозната во светот и најчитан бестселер, туку и книга која има моќ да го менува животот, заедницата и светот на подобро. Библијата е веродостоен и автентичен извештај за Божјата милост во животот на поединецот, семејствата и народите. Таа не е една книга, како што луѓето често мислат, туку се состои од 66 книги, 39 од нив во Стариот Завет и 27 во Новиот Завет, напишана во период од 1600 години. Со векови е верно препишувана, а тоа го потврделе многобројните стари ракописи како што се свитоците од Мртвото море, кои покажуваат дека библиските книги кои ги имаме во современата Библија се еднакви со изворниот текст. Една од најпознатите изјави за вдахновеноста на Библијата доаѓа од неа самата. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за укорување, за поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Од Библијата, второ послание до Тимотеј, 3 глава, 16 стих. Библијата е од Бога вдахновена книга со исклучително важна содржина, со пораки кои проникнуваат длабоко во човековата суштина на животот. И додека ја читаме Библијата, ја откриваме незината сила. Сила која може да обликува и менува. Сила која може да го промени вашиот живот на подобро. Кога ја читаме, ние се соочуваме со самиот Бог. Читајќи ја, ние се поврзуваме со Бог, како што Исус рекол: ги истражувате писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен. А токму тие сведочат за мене. Од Библијата Евангелие според Јован, 5 глава, 39 стих. Кога незините вистини ќе ве допрат и ќе ја отворат вашата совест, кога ќе сватите колку се тие значени за вашиот живот, не можете да не ги прифатите. Човек може да го открие Бог, зашто неговата природа и неговиот карактер се објавени во оваа драгоцена книга. Затоа Библијата не е само книга на свети изреки и верски упатства. Напротив, таа известува за поврзаноста на Бог со нас, човечките суштества. Една од најубавите вистини на Божјата книга е што таа ни покажува колку Бог не сака. Зборовите се централниот дел на Библијата.
Тоа ни покажува дека Бог сака да комуницира со луѓето преку зборовите напишани во Библијата. Комуникацијата служи да го запознаеме подобро нашиот соговорник. А Бог сака да го запознаеме и тоа го открива во следниот стих од Библијата. А животот вечен е тоа да те познаат тебе, единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. Од Библијата, Евангелие според Јован, 17 глава, 3 стих. Што тогаш треба да правиме со Библијата? Да ја читаме. Одвојте секој ден време да го запознаете Бог, кој се открива во Библијата. Тој не вели дека ние треба слепо да му веруваме, туку треба да испитаме и сами да се увериме во тоа. Затоа Бог не советува. Испитајте и видите колку е добар Господ. Блажен оној човек кој кај него прибегнува. Од Библијата, Псалм 34:8. Библијата не можеме да ја сметаме само како добра книга или убава книжевност. Библијата ни е дадена за да го запознаеме Бог и неговата волја за нас. Читањето на Библијата ќе не направи подобри луѓе, а нашиот живот ќе добие смисла и цел. Ќе добиеме мир, како што сме посакувале од секогаш. Моќта на Библијата никогаш не може да се докаже доколку не се почувствува. Дури тогаш кога нешто ќе искусиме, можеме навистина и да го знаеме. Можеме да бидеме сигурни. На вас самите е да откриете и да искусите неверојатната моќ на Библијата. Да искусите како Бог преку Библијата ќе направи трансформација во вашиот живот на подобро. Ќе имате јасна цел во животот и живот со смисла. Ќе имате мир што човечкиот разум не може да го свати. Ќе ги добиете сите оние духовни вредности што сте ги посакувале од секогаш, а не сте ги имале. Изборот е ваш. Da tebi srce
očišćen jer voliš me, tako kakav sam. Idem slomljen i bez nade, umoran i očajan, greh me tišti, krivica muči, stidim se da te pogledam, al tu pod krstom ti me čekaš, tvoja milost leči me, sad sam prihvaćen i očišćen jer voliš me, tako kakav sam. Voliš me, tako kakav sam. Почитувани гледачи, полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Би сакал сега да ви понудам нешто убаво, библиски четива и тоа бесплатно. Значи, една прекрасна книга за младите, но и за возрастните. Значи, сите вие кои сакате да имате ова книга во вашето семејство, во вашата библиотека, пишете ни слободно. Ние ќе ви испратиме бесплатно по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат илустрирана Библија за млади. Тврд повез, значи ви сега да отворам и да видите внатре, во боја, значи во колор, скратена верзија, но многу е убаво. Така да, многу е убава, напишано, со слики илустрирано и со текст. Сите ви кои сакате можете да ја имате, само ако ни пишете, ако посакате, да може да ви ја доставиме на ваша домашна адреса. А вие останатите кои сакате да имате цело Свето писмо, Библија, исто така може да ви го испратиме бесплатно да добиете. Сега се ближат и празниците, знаеме дека во мај ќе биде Великден, така да сите кои сакате да испратите и да подарите на ваши пријатели, слободно пишете ни, а ние ќе ви испратиме. Доколку сакате да изучувате Библијата, значи Свето писмо, на располагање ви стои и дописниот курс Библијата зборува.мк. Ако го напишете, значи ова Библијата зборува.мк, на интернет ќе влезете и ќе може да ги проучите тие 8 дописни библиски школи кои ќе ви помогнат, значи од полето на религијата, на здравјето, на психологијата, на семејството, таму се назначени 8 библиски школи. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до самиот крај, почитувани гледачи, на ова наша утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Ми престанува да ви се заблагодарам на вашето присуство, преку вашите мали екрани, преку мобилните или таму каде што не следите, што бевте денеска со нас. Сакам да ви посакам убав ден, убава седмица
И ова наша емисија ќе завршам со една мисла, што ја прочитав овие денови на Фейсбук, а јас ова објава ја ставив и на мојот зид, на мојот Фейсбук. Еве, ќе прочитам оригинално како што е напишено на српски, вели: никад више вjernika, а мање вјере. Никад више диплома, а мање знања. Никад више криминала, а нигде криминалац. Мислам дека има многу вистина во овие зборови. Денеска многу цркви се полни традиционално, а луѓето немаат скоро никаква вера. Одат по традиција, понатаму вели многу дипломи, многу универзитети, тоа е убаво, но од друга страна знаеме дека некои купуваат дипломи или фалсификуваат, нема она вистинско знаење, вели понатаму никош немало такви криминалци, толку криминалци како денеска, а никаде, вели, ки нема тие криминалци во затворите или да одговарат за своето злодело. Но како и да е, ви посакувам убав ден уште еднаш, убава седмица, Господ да биде со нас и како што прочитавме на самиот почеток, она мисла, да имаме радост колку што стои до нас, да шириме една таква пријатна атмосфера. Секој добро од Господа и се гледаме во наредната емисија. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.